Започнуваме со нова епизода на подкаст на Биде свој. Добро дојдовте. Ќе им посакам веднаш добре дојде и на моите гостинки, две убави и успешни дами, добро познати на јавноста од политичката сцена. Пратеник Ели Панова и пратеник Даниела Колева. Добро дојдовте. Добро ве најдов, навистина ми е драго што сум денес овде во оваа убава пријатна атмосфера. Да. И јас ви благодарам на поканата и баш ми е чест што и со овој подкаст ние од Струмица покажуваме дека секогаш сме напред со новите трендови, а во исто време дека правиме нешто што е поразлично, интересно и препознатливо за вас. И баш ми е драго. Што ќе кажеш, месец март таков ќе биде? Месец на жената, добре дојде од моје име, Ели Панова, ВМРО ДПМН и Даниела Колева, СДСМ. Мен ми е кеф што на едно место успеавме две дами. Секако за овој женски месец, ако е така, јас не знам зашто го сметате дека е женски. Март месец. Имам само едно прашање, морам тоа да го... Вие сте политичарки, но од каде оваа констатација дека се успешни? Успешни, таа е моја перцепција. Ти секогаш знаеш да ми кажеш. Моја перцепција, успешни жени, исполнети жени, мајки. Убави се убави. За убави, По која правило велиш дека се успешни? Да. Сега ќе ги прашаме и секој им објаснаме на публиката. Добре дојдовте уште еднаш од моје име и од името на Биди свој. Навистина ми е вака чудно, не знам како успеавте мери да убедите да ви донесе фотели. По женска линија. Тоа за прв пат е... За прв пат тоа дека приличи се или не знам што е работата. А јас не морам на вакво столче да седам. Не знам зашто. Ти уште немаш заслужено во Биди свој да бидеш на фотелија. Тоа се вика протекција по женска линија. По женска линија, да. Како сте? Добро? Одлично. Одлично. Се спремате? Ние сме спремни цело време во кондиција, некако не престанавме да трчаме во буквална смисла на зборот. Не знам како е да се одмара, меѓутоа мислам дека така се држи кондиција за да можеме да издржиме за време на изборите. Нема да зборуваме многу за избор, да? Да, нема врска што доаѓа кампања. Ние сме цело време во кампања, буквално секој ден. 4 години сме во кампања. И сте активни носом, да. Морам да го спомнам и тоа, Струмица Кавадарци. Не го спомнам. Што сега ти чудно како прифатија да ме видат гостинки по женска линија, да Колева ни кажеме. доаѓа специјално од Кавадарци овде. Тоа не го во спомнавме, Струмица сега. извини. Ние ако не се скараме со мери, нема да ни тргне подкастот. Сега може да. Може. Да, добро спомна и колегата, добро познати на јавноста. Меѓутоа сакаме да го видиме и другиот дел од вас. Малце да разговараме приватно, да видиме од каде идејата да бидете во политиката, предизвиците со кои се соочувате во работењето и така натаму. Но за почеток, Ели, кажи ми од каде идејата да бидеш дел од политиката? Па најпрво морам да кажам дека тоа не е идеја која што се створила за кратко време, па сум почнала да ја реализирам. Јас во политика сум долго време, од 2006 година имам членска книшка на ВМРО ДПМН. Тогаш завршив на факултет и се активирав во УМС, па после тоа бев член на месен комитет, член на избирачки одбор, КИМ. Понатаму во 2016 година станав председателка на Унија на жени во Струмица. После тоа за кратко време станав член на извршниот комитет на Унија на жени, па кандидат за советник и советник во Советот на општина Струмица. Па после тоа станав член на извршниот во партијата, односно сениори во извршниот комитет, кандидат за пратеник, заменик координатор на пратеничката група и така да тоа не е нешто кое што се родило како идеја преку ноќ, туку тоа е една константна работа и јас верувам дека во исто време упорност, истрајност и желба да едноставно се успее во сето тоа што сум почнала да го правам од сам почеток. Имајќи во предвид дека во животот со текот на времето ни доаѓаат најразлични предизвици,
Јас во исто време мислам дека тие се само еден од како ако се соочуваме со таквите предизвици како можност да напредуваме и да се докажеме на самите себе дека можеме, тогаш веројатно би биле успешни. Јас Ване не знам како ги категоризираш и која е границата и кога рече дека дали се успешни. Секој сам за себе веројатно сака да си каже дека е успешен, но кога тоа ќе биде кажано од друга жена, навистина многу значи. Веројатно јас би рекла, можеме да бидеме успешни ако останеме денес дома и направиме најубав ручек на нашите деца. И децата се задоволни од тоа. Успешно сме го завршиле денот, што значи сме задоволни сами од себе. Ако сме си задале една задача, Панова, прашањето беше тогаш до Мери. би биле успешни и затоа ти благодарам, Мери. Па тоа баш јас сакав тоа да кажам, дека да се има. Па не ми даваш да дојдам до збор од тебе. Значи не ми даваш да се да објаснам. Секоја жена која што има изградено и семејство и работа и предонесува на било кој начин во општеството, за мене е успешна жена. Еве и јас се сметам за успешна жена, колеги. Тоа сакаше цело време да го каже, да. Да. Колева? Па исто и јас сум многу долго време во политика, од 96-та година. Меѓутоа, дефинитивно последните 4 години како пратеничка, мислам дека покажав од реакциите кои што ги гледам и од другите жени, од сите во околината, дека сум ја исполнила мојата мисија и визија, се што сум планирала. Дефинитивно барам многу труд, многу правење одличен баланс помеѓу приватниот и професионалниот живот, заради тоа што пратеничката функција не е единствено во собранието. Имаме секојдневно повици, имаме други работи кои што мораме да ги завршуваме, треба да си достапен меѓу граѓаните, треба да си прифатен, треба да одговориш на сите тие обврски, но мислам дека може да се постигне со една многу добра организација. Треба планирање, организација, има жртвување, жртвувањето е најчесто времето поминато со семејството, а времето за сам себе си посветиш внимание, социјалниот живот трпи дефинитивно, тука не останува некој слободен час за себе, но со добро испалансирано и менеджирање на време, мислам дека постигнувам. Во однос на тоа колку сме успешни. Еве ќе ви кажам еден пример. Од тоа што сме во јавноста, од тоа што не забележале и од тоа што ќе не сретнат жени на улица и ќе ни кажат ти си ми моја инспирација и заради вас ќе влезам и јас во политика или заради вас ќе започнам со нешто ново, дефинитивно ни дава најголема мотивација нас. Никаква титула, никаква награда не може таа реченица да ја одреди во смисла да ти даде поголема мотивација од тоа. Јас пред неколку месеци од страна на Американска амбасада бев номинирана за одредена програма во Соединетите Американски држави со други 11 жени од Европа. Бевме вкупно 70 од цел свет. Значи, кога ме повикаа во Американската амбасада, ги прашав по кој критериум ме одбравте мене. Сама бев од тука, тргната од Македонија. Од тоа што секогаш поентите ги доловуваш од делот на родов аспект, женска перспектива, гледаме дека се бориш за жените и имаме наши одредени критериуми според кои сме те одбрале тебе. Тоа што научив таму во тие програми, во кои што темата беше жени лидери, промоција на мир и безбедност. Тоа што се поврзавме ние жените, 11 од Европа. Тоа што го стекнав таму како вештини, дефинитивно е целта да го пренесам и овде кај нас. Да. Тоа ќе го пренесувам на идни генерации, на жените околу нас, но и на помладите жени, заради тоа што ние имаме една цел, а тоа е да вклучиме што повеќе жени во политика. Заради тоа што колку и политиката да е настикаде околу нас, и тоа во некој смисол знаат да кажат луѓето, ама се е веќе политика. Дефинитивно таму е местото каде што може да ги менуваме најмногу работите. А ако вклучуваме повеќе жени, тој родов момент и родова перспектива, женска перспектива од која што може да ја вметнеме во секој закон, во секоја мерка, ќе можеме како поприсутни да го издействуваме.
Значи, треба што повеќе жени да има во политика, за да може да ги менуваме работите на подобро. Да, но тоа сега вака треба. И јас се согласувам дека треба, бидејќи жената нели велат дека е вратот, а мажот е главата. Како беше, па жената како сврте, така мора да гледа и мажот. Шала на страна. Но вие сте на власт. Може би требаше да смените ова 30% или колку беше. Дефинитивно имаме многу работа и променето последните неколку години, да тргнам од тоа дека и во статутот на мојата партија Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, на советничките листи и на листите за пратеници, 50% се жени. И имаме маж, жена, значи... Ама на локално тоа никако не го гледаме пратенички, искрено ти кажем. Многу на помалку советничките листи е исто. Помалку жени функционерки гледаме. Зошто е тоа така? Мора ли да биде маж? Целта е сега и законски да го метнеме тоа, да биде во секоја партија задолжително. И кога ќе биде во секоја партија, ние имаме веќе 51 жена во собранието. Да, ама ниту една директорка, јас колку што се сеќавам, Жени функционерки дефинитивно 12% само. Значи тука е нашата задача, каде што треба да издействуваме и јас би рекла, ние одиме сега со квоти и тоа е добро за почеток. Меѓутоа, јас ќе бидам задоволна и среќна во моментот кога ние нема да имаме потреба од квоти, кога ќе се гледат капацитетите на човек, кога ќе се гледа што тој поседува, кои вештини ги поседува, кога нема да се гледа воопшто од кој пол е. Да. Јас пак ќе кажам од женска перспектива или некако како жена, може би грешам, поправете ме ако грешам, но тука битна улога играме и ние самите жени, колку сме спремни да влеземе во тие предизвици, да се соочиме со тие предизвици. Какво е вашето мислење? Во смисла дали жените прифаќаат да бидат на таа функција, дали сакаат да бидат, се пријавуваат ли, имаат ли таа храброст? Мери, јас најпрви во контекст на сето ова претходно кажано, би сакала да кажам дека жена која што поддржува други жени може да биде успешна жена и многу посреќна жена. Затоа што најпрвен за да ги менуваме работите, треба ние жените да дадеме свој личен пример. Во исто време односите наши меѓусебни и нашата меѓусебна поддршка која што си ја даваме, мора да се научиме дека тргнува од нас и да ја качиме на многу повисоко ниво. Затоа што мене ми е најкриво кога говор на омраза ќе доживееш од жена, а ние тоа доста често знаеме да го искусиме. Најпрвен треба да се научиме да тргнеме од самите себе си, а потоа да кажуваме како треба да биде. И на крајот од денот многу повеќе храброст ќе им дадеме на другите жени кои што сакаат да партиципираат на било каков начин во политиката, доколку ги поддржиме со еден убав збор. Или едноставно да споделиме некое свое искуство или да им кажеме како ние сме го поминале нашиот пат и што е тоа што е добро да се направи, што е тоа што е лошо да се направи. Иначе квотите како квоти постојат, меѓутоа и има жени, не кажувам дека нема жени, иако генерално и министерки, заменички министерки, директорки на повисоки позиции се помалку на број, без разлика што еве и во собранието, во советите има квота која што да, но тоа е по принцип, така е, може да видам. Меѓутоа за да може да се истакнат жените, да излезат од таа средина или од таа квота, односно да може да ја препознаеме како капацитет, треба да се охрабри. И да донесе одлука дека сака да успее во ова што го прави. Јас скоро бев на едно предавање во кое што учевме која е разликата помеѓу менаџери и лидери. И впрочем тоа што мене ми остави така впечаток беше дека, замислете, околу 35.000 одлуки секој просечен човек прави во текот на еден ден. Околу 5.000 одлуки се поврзани со храна. И најчесто центарот од каде што тргнуваме сите ние, односно таму каде што ги носиме одлуките, се носат врз база на првото чувство кое што го добиваме. Тоа е најчесто чувството на страв. Затоа треба да учиме дека треба да се соочиме со сопствените стравови и треба да ги поттикнуваме и да ги мотивираме другите жени дека ништо не е страшно.
Ако еднаш не успеат, тогаш постои втор Не е пат. крај. И затоа ќе речам со убав збор, со мотивација дека се може ако се сака. Како што рече колешката, доколку добро се менаџираме и доколку знаеме дека одредени работи ќе трпат. Најчесто тоа е домашните обврски, семејството, меѓутоа ако се зацртаме дека можеме да успееме, тогаш со поддршка од другите жени ќе успееме. Да, но опште впечатокот мора да си признаеме дека довербата во системот и во вас како пратеници, генерално зборам, паѓа. Судството ни е дефинитивно најдолу. Како да ја вратиме таа доверба за да тргнам по патот на Или Панова, да тргнам по патот на пратеничката, исто така од Кавадарци? Како ќе ме мотивирате? Кога едноставно е изгубена таа доверба, значи, вие доаѓате, сте во контакт континуиран, но верувајте, предпоставам дека наидувате на некаков отпор, бидејќи изгубена е довербата пред се. Се борите ли со тоа, бидејќи не секогаш сте на тапет во позитивна смисла? Апсолутно, почесто на тапет сме за негативно. Ете така. Најчесто ние треба И како во лично тој да се сегмент бориме. Панова, вие ќе успеете да ја мотивирате жената, еве, од ангелси, од руралните средини. Зборам, како да ја мотивирате? Бидејќи таа знае да готви, да оди по ниви или пак да оди на работа, за да го поттикне да се вклучи не во политиката, а активен чинител да биде во општеството. Најчесто тоа е најголемиот предизвик на нас политичарите. Најголем предизвик е на нас младите да ги мотивираме да влезат во политиката, другите жени да ги мотивираме заради предрасудите и заради минатото кое што како петно го носат политичарите генерално во Македонија. Меѓутоа, пак ќе кажам, со личен пример, ако сме одговорни и ако сме честни, а во исто време ако ја зборуваме вистината, видете, многу е битно да оставиме личен наш белег за сето тоа што го правиме. И кога ќе влеземе во политиката, треба да знаеме дека како што се влегува, така се излегува. Поминува времето кое што тоа не е професија за цел живот, или барем јас така го гледам. И кога ќе влезеш во политиката, треба да знаеш дека и откако ќе излезеш од политиката, треба да има луѓе кои што ќе те поздрават на улица, во исто време да има луѓе со кои што можеш да направиш муабет и да едноставно да споделиш одредени работи. Почитта се заслужува. Секоја една функција или авторитетот во моментот кој што го има пратеник, можеби е доделен со функцијата пратеник. Затоа што, секој сака заради свој некој личен проблем да стигне до нас, политичарите, пратениците, ако знаеме да помогнеме, да кажеме или да ги посоветуваме што треба да направат за некој нивен личен проблем. Меѓутоа, тоа што останува како личен авторитет е тоа што го градиме ние. И на крајот од денот, јас не можам можеби да ги убедам луѓето врз база на политиката, меѓутоа врз мојот личен интегритет и тоа како јас се однесувам и мојот личен белег кој што го оставам, мислам дека единствениот начин на кој што можеме да ги убедиме другите дека не сме сите исти, дека ако работиме на себе, сме достојни, честни и во исто време одговорни, заради тоа што одговорноста е многу битна, тогаш можеме да ги промениме работите на Не, ова сакам интересно прашање, исто став на интересиран. Предпоставам дека се согласувате со оваа теза, но морате да признаете дека вие сте пратеник на одредена политичка партија. И ова што го каже и Панова е многу одлично, ако евентуално да го заштитиш интегритетот, да покажеш белег, едноставно да бидеш во заедницата. Но никогаш, колку и да сакате вие да бидете позитивни, некогаш партијата носи одлуки со кои што вие мора да дигнете два прста, а сето тоа, например, не одика. Успевате ли да го избалансирате тој приватно со партиските? Тоа е еден од најголемите предизвици. Да, знаете, некогаш и мора да гласате, може би против ваша логика, не знам. Прво имаме можност да учествуваме во донесувањето на одлуки. Тоа е многу важно и дефинитивно не треба да молчиме, туку да си го кажеме својот глас. Затоа што ако успееме на одреден начин да го кажеме, да го дигнеме својот глас и да се го кажеме својот став, моќта да ги убедиме и другите во тоа е во наши раце. Друга работа, мислам дека дефинитивно слично размислуваме исто, или ако ја раскажеме својата приказна,
ако бидеме симнати на ниво на народот. Ние доаѓаме од народот сите. Претходно сме биле личности кои што живеат во заедницата, таму делуваат, таму се дружат, социјалниот живот е таму, не познаваат во околината, не препознаваат. Ова ни е нас голема чест, меѓутоа е додадена вредност во која што може да ги слушнеме луѓето и нивниот глас да го кажеме таму каде што треба. Но ние сме пак обични луѓе. Ние и готвиме, и работиме по дома, и чистиме, и се дружиме, и гости имаме, и овдиме на гости, и земјоделие сме работеле, буквално се работиме како секој обичен граѓанин. И сега кога ќе не видат во пратеничките клупи, може би мора да сме средени за таму, на едно друго ниво функционираме и дискутираме, но не се 24 часа така. Ние функционираме како секој обичен човек. И ние, покрај тоа што сме во собранието, пак ќе кажам, сме постојано и со луѓето. И сега сме и во рурална средина, ги слушаме нивните проблеми. Не се исто, пример ти е Мери, гледаш за вас донесе Еве, сега да ви кажам еден пример. Значи, јас буквално колку малку време, сабота или недела имам, слободно време, ептен малку, затоа што се спремаме, имаме и дебати, дискусии, со луѓето сме. Кога сум дома, имам огромен двор во кој што има многу цвеќе. Значи, јас кога ќе почнам да работам во дворот, тоа ми е момент кога можам да се релаксирам, меѓутоа работам како и секоја друга жена. Надвор, во природа. И ручек прави. Чекај. Истовремено и ручек. Ова градината цвеќе, не одгледуваш нешто двор, што цвеќе? Тоа му е Јас, на пример, обожавам цвеќе. слаба имам страна на сардели, колегата. имам помпонки, Малоки што викаме ние струмичани. Малоки си викаме ние. Кринови Која имам. беше ова новото Богицилија, цвеќе? јас сум. Имам и крин. Да. Ќе ми кажеш, ќе споделиме тоа. По колку време си во градината? Па, кога ќе почнам да работам, сигурно 3-4 часа. Минимум. Но ова намерно го постави прашање, имате ли доволно време? Ова претеничкава функција, колку е од една страна добро, од друга страна, знаете, одите на седници, па не знаете кога ќе заврши, може да ве најде, па ова со буџетот, може да ве најде 24 часа, па може да дебатират, па за одредени точки, не знам, ајде да не кажем отварање устав и така натаму. Вие како го планирате слободното време за семејството? Тоа ми Не може да се станира, не може заради тоа што денот почнува и не се знае кога ќе заврши и како ќе заврши. Бидејќи ви е криво, еве сега за децата, за семејството, за блиските. Имате ли време да ги погледнете, како ги гледате? имаме време, пак ќе кажам, треба добро да се избалансира. Значи и во 7, во 8 часот да се дојде, најважно од се е времето кое што го поминуваме дома со фамилијата да биде квалитетно. Заради тоа што не може цел ден да седиме дома а да не разговараме. За мене е важно моите деца и сопругот да ми кажат на крајот на денот или кога ќе биде времето кога сме заедно. Па макар и телефонски да биде, еве големите деца ми се во Скопје на студии, телефонски да ми кажат како го поминале денот, кој го сретнале, како се чувствувале, што разговарале, како се чувствуваат сега во моментот и кои им се плановите за утре. И ние секојдневно го споделуваме тоа. Па и да не бидат во државата во моментот, ние го споделуваме тоа. Најмалото детенце ми е 7 години, прво оделение, тука предизвиците беа големи, меѓутоа и со него сакам да знам, значи како го поминал денот, што му се случило, што разговарале, што има за утре. И тоа ми е доволно, заради тоа што и неколку сати да се, времето треба да е заедно поминато, да правиме нешто заедно. Нешто квалитетно. Како се одговара? Те заинтересира овие успешни женски. Не ми даваш до збор да дојдам. Не, што ова прашање. Како одговараш на семејните обврски? Јас ќе бидам искрена. Не, искрено, бидејќи мора, од време на време мора нешто да Мене се ме приготви. интересира и како им поминува еден работен ден, но Значи, тоа ќе биде второ прашање. Јас прво ќе бидам искрена заради тоа што морам да кажам дека ни треба помош. И помошта која што имаме од семејството е неопходна за да може да се опстане со ова темпо на работен ден или работна недела. Затоа што буквално ние не можеме да го планираме времето, како што кажа колешката. Немаме распоред за цела недела за тоа како отприлика би ни завршиле седниците, комисиите, затоа што е непредвидливо се уште. Немаме календар на активности, што е исто така еден предизвик на собранието и недостаток за сега, затоа што буквално доаѓаме од Сабајле од 10 часот и може да останеме и до 12 и до 1 сме останувале по полнок, така да
и да имаш нешто друго планирано, веќе е во втор план, во прв план доаѓа работата. Ама за да можеме да избалансираме, морам да кажам дека јас имам една златна свекрва. Можеби ќе биде чудно за сите други што ќе кажат така. Значи, кое што ми е од голема помош, кое што ми помага секојдневно, во буквална смисла за се едно нешто по дома. Исто така тука се мајка ми и татко ми, кои што се на повик, кои што и јас од страна менаџирам толку колку што може да менаџирам. Јас сум самохран родител, мојот сопруг е починат. Сигурно знаете, ова е дополнително предизвик за мене, затоа што јас треба и да исперам колата и да ја носам на поправка и да испазарам за дома. И да платам сметки, и во недела да направам колач, и да направам некое убаво јадење кое што моите деца го сакаат, и да ги прашам што јаделе денес, што ќе јадат после, што училе, што ги испрашале, да бидам цело време во комуникација со нив. Во исто време да, ако има време, ако остане време за некој социјален живот, е навистина најтешко и веројатно и невозможно во последно време. Меѓутоа, ако се организираме и ако си признаеме дека ни е неопходна помош, и во исто време да им дадеме задача кој што треба да се направи, во исто време да сме благодарни за тоа, затоа што не е поентата само да бараме без благодарност, тогаш ќе успееме. Јас ќе си оваме со овој подкаст. Што е специјалитет кој што или најмногу сака да го готви кога е слободен за семејството? Јас трилече правам секоја недела. Зошто трилече сега? Затоа што трилече е моје омилено благо и така да секоја недела правам трилече. Кај мене тортата Ана Павлова ја сакаат многу. Таа е многу убава торта. Со јагоди беше. Да. Меѓутоа морам да признам секоја недела и сутринеш правам и палачинки. Браво. Во сабота наутро се прават палачинки од тие амерички палачинки, затоа што биваат за 15-20 минути и така да ние сме активни домакинки. Нема проблем, нема пратеничка во кујна. Па морам да кажам дека мене ми е многу кеф, јас сум гурман. Сакам јадење, сакам и да готвам. И тие што ме знаат дека кога ќе дојдат кај мене дома, сакам јас да подготвам све. Значи не нарачувам ништо од страна. Учам, знам и кифлички да правам, мојата свекрва е исто така мајстор за домашни кифлички. И јас се учам да ги правам и така да буквално се што е за домаќинство, мене ми е кеф да го правам, само што имам многу малце време за сето тоа. Иначе еве искрена сум, тие што ме знаат дека е така. Ова Ана Павлова торта колку време ти треба да се? Па може 2 сати. Захтевно е, да. Да, навистина нешто интересно. Исто и јас сум и гурман, меѓутоа сакам и да готвам и тоа е една од работите кои што ме релаксираат многу. Да. А чеки, бидејќи сте од Кавалаци, знаете да печете ракија? Не, Па затоа има сирумца, татко ми пече ракија. Добро, сакам да прашам. сме работеле, сме имале, значи лузи многу до пред некоја година, но Не, да размениме рецепти. Предпоставам Панова ќе даде за Ајвар био рецепт таму не за ја печени ракија. Дали прави Ајвар? Се прави, да. Да. Знаеш, кога ќе вида, во право беше кога ве гледаат на телевизија и по медиуми и првото мислење дека тие не прават ручек, тие се постојано. Да, постојано по ресторани, по хотели, едноставно нарачуваат храни. Значи јас можам да кажам и за нас, значи си чистиме по дома, си се раздуваме, спростираме, переме, пегламе, буквално проверуваме дали во новчаниците на децата има доволно пенкала, молива за проверуваме тетрадки, домашно прегледуваме, така да буквално се што прават нормално. Капа симнувам на жените. И таа е сведок, и Мери е сведок, дека досега секогаш велам капа на жените, бидејќи жената е и дома, и на работа. Многу повеќе за себе си. обврски. И од работа, дали некој е стана, дали е направен доручекот, ова да се среди, ова да се среди. Па затоа ние можеме неколку работи во исто време да правиме. Ние што е наш предност за разлика од мажите. Мислев дека само јас го имам тоа чувство, но еве ми доказ од овие две дами.
Мажите се сконцентрираат само на една работа. станеме да напуштаме. Не, чекај, има да слушаш до крај на овој подкаст. А мажот кога работи нешто, тој е сконцентриран само на тој и знае да ти каже, остави ме сега, го работам тоа, демек, нели, сконцентрира сум и не ме замарај со друго. А ние, детето ќе ти викне, па ти си на компјутер, па телефон ти звони, па ручекот во Сега треба да рерна, е па брана машката нешто. популација, треба ли да е брана? Па, ако сакаш брани, ако не е не баш потврди така. дека Не е баш така. И ние мислиме. Генерално нема машки, женски, ниту професии, ниту улоги во семејството, зависи кој, ја знам мажи кои што знаат да готват, од друга страна така да не е ни мажи не знам да кои што прават. Или мојот знае, мајка не е Татко ми граф прави најубав од сите. Да. Пример. Така да нема за тоа што чива обврска е, ако секој го прави тоа што најдобро го знае и го уме, мислам дека ќе биде полесно за И јас сите. никогаш не сум го гледала од тој аспект, Да. каков пол е некој. Значи, мислам дека треба да се фокусираме на одговорност. И секогаш кога, никогаш не правам поделби, меѓутоа кога правам разлика меѓу луѓето е дали се одговорни или не се одговорни. Кога човек е одговорен и ќе превземе одговорност, нема нешто што нема да успее да го направи. И тука нема врска полот машки женски. Така. Да. Ги спомнавме дечињата, мајка си на 2 дечиња, имате 3 дечиња. Како ги воспитувате? Имав тука едно интересно прашање, мајде може и да го преформулирам, дали ги учите еве на тоа да бидат пред се одговорни, да бидат луѓе. На кој начин ги воспитувате вие вашите деца? Мери, една од да си кажам искрено, најтешките работи за мене е тоа што треба да одлучам дали ќе бидам добриот или лошиот полицаец во приказната, затоа што треба од една страна да им дадам љубов, од друга страна понекогаш и сериозно да ги укорам или да бидам строга и да им покажам или да разговарам со нив за тоа што е добро, а што е лошо. Веројатно многу разговор во врска со прашањето, мислам, потребен е многу разговор, мислам дека се може да се постигне преку разговор и со децата е многу битно, барем јас тоа што сакам да бидам блиска со нив. А иначе во врска со општествените активности, мислам дека сега живеат други генерации. Многу се поразлични од тоа како ние бевме деца и како ние го гледавме светот, што мислевме дека е правилно, како бевме воспитувани, каква средина имавме. Многу е поразлично времето. Мислам дека би ги поддржила во сето тоа што би сакале искрено да го прават. Секогаш би била отворена и искрена да им кажам што е лошо, што е добро, а на крајот од денот тие сами ќе одлучат каков пат сакат да изберат, заради тоа што мислам дека поддршката од семејството е една од клучните работи кои што го прави еден човек успешен. Ако имаш поддршка од најблиските, од обкружувањето, од семејството, можеш да бидеш успешен во сето тоа што ќе зацрташ дека сакаш да го постигнеш. Да. Пано е во моментов во опозиција, мораме. Тоа е факт. Вие сте на позиција и знаат ли твоите деца не да го злоупотребат овој тешок спор? Мама е пратиничка, па можам да се пропнам по тесна врата и Мислам дека не, меѓутоа тоа им дава додатна тежина, заради тоа што треба да бидат многу внимателни, многу одговорни, заради тоа што знаат која е мојата функција во моментот, дека тоа е јавна функција. И уште на почеток, кога почнав со мојот мандат, разговаравме, им кажав во што влегувам, во што ние влегуваме заедно како семејство. Тие прифатија, ме поддржаа, меѓутоа, мислам дека малку порано созреа заради цело ова, заради таа тежина што има кај нас во општеството. Мораат да внимаваат како се однесуваат, што ќе кажат, со кои се дружат, да не направат некоја грешка, да не им се налутам после јас, да не ми наштетат на некој начин. И баш во таа возраст во која што беа, сега се 21 година и 19 години. И 7. И 7. И 7. Сите генерации ги имате. Големите двајца баш во таа возраст беа кај што излегуваат. Така. Сепак Ама предпоставам колева дека
како што кажа Панова, и вие сте разговарале сето тоа отворено, така, што може би недостасува. Јас би рекол во нашата заедница некако ми фали тој разговор, таа отвореност, искреност, најпред се во семејството, родител, деца, па потоа да преминеме во поблиската заедница, па пошироката заедница и воопште. Јас сум инаку, да ви кажам искрено, многу трпелив и мирен човек. Може не изгледам така на говорница, ама ептен сум смирена. И со нив разговарам секогаш смирено. И знаат дека може да ми кажат се, па макар и да е некоја грешка. После таа грешка не избувнувам, туку разговараме со сати. Зошто е тоа направено, што било причината, како дошло до тоа, како после тоа, како да не ја повторуваат, која е лекцијата која што ја научиле после тоа. И истоштувачки морам да признам, меѓутоа после тие неколку сати и тие се чувствуваат подобро и јас. И мислам дека и од разговорот, уште поважна работа е личниот пример што го даваме. Тие не учат само од тоа што ние им го кажуваме. Учат од тоа што го гледаат пред нив. Ако тие ме видат во одредена ситуација, мене како реагирам и нивниот татко како реагира, тие тој пример го гледат и го следат. Џабе јас им кажувам ова е забрането, ова смееш, ова не смееш или во тој стил нешто. Тие гледаат ние како се однесуваме и тие. На тој начин се однесуваат. И пак мислам одговорноста дека да, колку и да зборуваме, сепак тие гледат како ние се однесуваме и често јас знам да кажам, јас сакам да бидам тип на родител на кој што моите деца прво кога ќе се случи било што, ќе го земат телефонот и ќе ми се јават да ми кажат и да е добро и да е лошо. А не да се плашат. Значи, а не да се плашат. Туку сакам да го кренат телефонот и да ми кажат, мамо, се случи тоа и тоа. Што да направам? Апсолутно, јас мојот син е 14 години и па сега е во почеток на тинеџерски, на пубертет и во 11 часот сакам да ми се јави, ако е излезен надвор, во 11 часот имам потреба, сум се договорила со него да ми се јави, да ми каже каде е, затоа што треба веќе да се прибере дома во петок и сабота кога се излегува. Во 11:00 телефонот мора да ми задзвони. Ако касни 5 минути да ми каже дека касни, зошто касни и да ми каже ако сака да остане уште 15-20 минути, ништо не е забрането, само треба да знам. Така да многу е битно да имаме комуникација со децата и во друга да може да ни кажат сето тоа што го мислат. Извини колега, само уште ова ме интересира околу децата. Се случило ли некогаш децата поради тој голем притисок што го имаат реално, нели имаат притисок дека вие сте јавни личности и сте во политиката, да ви кажат мамо јас повеќе не сакам да си ти пратеник или повлечи се. Ви се имали тоа случајно од децата? Да ви кажат не сакам тоа да го работиш, сакам да си бидеш дома или предпоставувам дека сакам да бидеш дома, да. Сакам да го сакам јас да кажам тоа. Типот е лесно ти е тебе, мајка ти е пратиничка, тебе ти има такви коментари. И се знаеш ова, овој притисок предпоставувам на тоа алудираше. Да, но и тоа што им фалат дома. И од тој аспект. И од тој аспект. Сепак тоа е тоа ми се случило. Мојата ќерка Мила знае да каже ќе дојдам со хеликоптер, ќе те земам од таму каде што си. Или кажи им таму на колегите дека мораш да си дојдеш дома. Одлично. Тоа нека биде апел да се стави работно време и како што кажете да се Ама добро, во секој случај ние одма ќе се договориме така да. На мојот собствен роден ден кога ме чекаа дома фамилијата да го прославиме, јас доцнев 3 сати. И кога дојдов, навистина беа изнервирани сите. Причина што не бев со нив, друга причина што на мојот роден ден не можам да се средам со времето да го изменаџирам да дојдам на време дома. Меѓутоа тоа е жртва. Како ја смири ситуацијата? Ова јас да сум бил на оваа спортивната страна. Не, да сум бил во спортивната страна 3 часа да те чекам за твој роден ден, па едноставно тортата ја спласнал, мислам ја. Јас се извинив што не можев да дојдам на време за мојот роден ден, им се извинив, им зборував, им кажав која е жртвата, им кажав ја како се чувствував во тој момент. Мене им беше и нив тешко, меѓутоа мене ми беше 10 пати потешко. Заради тоа што знаев дека ме чекаат. Сакаат да ми посветат внимание, ме очекуваат. Изненадување нешто ми припремане, а јас не можев да дојдам. Тоа е тоа разбирање. Има како се викова са модерна технологија и доаѓам јас. Ама не е исто кога мама е дома, да. Колега, тоа е разбирање од фамилијата. Затоа рековме подршка од семејството е многу битна.
за ваква работа. Ако немате подршка од семејството, тогаш не можеш да се сконцентрираш и да се посветиш на работата. Да, се согласувам дека од семејството, но еве, можеме си уште на нас ни пали таа, како да кажам, едукација, не едукација, таа храброст. Сведоци сме дека жена во Европскиот парламент дои бебе, а е во пратеничките клупи. Ова да биде во Македонија, ќе бидете Ќе предмет. осудуваат. Мислам, не да ве осудувам, може би зад кулисно, бидејќи веќе сега, како се ка јавно, па не смееш да збориш, вака зад кулисно ќе почне да зборат, вака бидејќи ќе бидат осудени. Но се уште го имаме таа стигма ние за жена. Се менуваат работите. Се менуваат работите. Се уште, мислам, сега реално, ама како беше, ако е плава жена и ако е убава жена, не може да биде паметна. Или жена не може да биде добар шофер. Тоа се уште предрасуди кои што ние треба да ги надминеме и ако сакаме да успееме во една работа, треба тоа воопшто да не засега. На крајот од денот секој е различен, има своји принципи на работа, има свој мотив и во исто време, ако е одговорен во работата што е работи и ако навистина решил да успее, тогаш може да успее. Не е ништо спорно, без разлика дали сме жени или не. Ако. Во ова жените не може да бидат добри шофери. Пред собранието е секогаш гужва кога се паркираме, кога доаѓаме. И ми се случи скоро, пред непол месец, додека сакав да излезам со мојот автомобил, имаше многу околу мене други автомобили, и побарав помош, поменуваат двајца млади луѓе, побарав помош, може ли да ми кажете колку место имам, назад, напред? Да. И во ред застана, ми покажа, и прозорецот мој беше отворен, кога веќе тргнав да минувам од собранието, ви слушнав и скоментира жена. Жена. Па тоа е Јас најчесто. толку многу се изнервирав, мислам дека како што сум смирена, тргна веќе натаму и него готова бев да застанам. Да, жена Тие моменти нас ни се тригер да направиме промени кои што треба да се случат во општеството. Секој предизвик треба да го прифаќаме како мотив. Така е. Значи јас за себе сметам дека сум подобар шофер од многу мажи. Исто јас. Па кој почесто прави сообраќајки? Ајде, кажи колега. Добро, ворете, Кој почесто прави сообраќајки и проблеми во сообраќајот? Да, се согласувам. Но, еве, за да се променат многу нешта, и во односно оние квоти кои што ги споменувате, и да бидете, мислам, да се слушне вашиот глас, јас секогаш гледам дека жените некако посестрано размислуваат, посеодговорни, знаат. Аналитично? Ете така. Многу поаналитично. Многу ме интересира внатре во партијата. Од тука излегуваат одредени одлуки. Се борите како жена? Апсолутно. Мислам дека еден од рецептите за успех во политиката е прво да работиш, односно да покажеш дека можеш да сработиш, и второ да си го кажуваш секогаш своето мислење. Без разлика дали е позитивно или негативно, заради тоа што, мислам, мислењето кое што го имаш лично, да го кажуваш, заради тоа што ако имаш свој став за работите, тогаш ќе бидеш ценет. Така. Исто и кај вас? Немате вие страх нешто да му кажете на Димитар Ковачевски како претседател, нели се собирате таму предпоставка? Да, и јас сум член на извршен одбор во партијата. Знаете ли да му се спротиставите со одреден или пак да го пренесете лично вашиот став по одредена работа? Не би ни требало да дојде до спротиставување. Значи, се отвара одредена точка или одредена тема, си зема збор кој што сака, јас редовно земам збор и го бранам тоа за кое што стојам. Јас мислам или сметам дека за оваа работа треба да направиме вака. И сега следно е зошто сметаш. Да, мора да Ако имам доволно аргументи, а обично имам, мислам дека веќе ја гледам и реакцијата и на другите членови на извршниот одбор и веќе поддршката е сигурна. И тоа е наша задача, кога веќе го кажуваме ставот, да ги убедиме на некој начин другите, и како политичари тоа е најголемата доблест што може да имаме, да ги убедиме прво во сопствениот став, а потоа да стане тој партиски став, а понатаму да го шириме меѓу луѓето. Така да не треба да се плашиме да го кажеме своето мислење. Да. Ма се уште имаме тоа страх.
или ако ме слушне, или како да се Не, спротиставам. подобро да се како каже, да го кажам, подобро да се каже својот став, отколку јас Да барем молчиш. сакам да бидам чиста пред сама себе си, дека сум направила се што била во моја моќ. Се што било во моја моќ, јас сум направила. И сум се спротивставила на одредено мислење. Во исто време сум изградила собствен личен став дека во одредени работи ние не можеме сите еднакво исто да размислуваме. Ние со колешката сме тука денес како жени, а не сме како СДСМ ВМРО. Можеме да се согласиме, но можеме и да не се согласиме. На крајот од денот и вие двајцата денес за 3 работи не се согласувате. Така да многу е нормално за да можеме нормално да функционираме, да си го кажеме своето лично мислење. Се согласувате ли дека ние жените, ајде јас ќе се ставам тука, дека кога носиме одлуки, емотивно ги носиме одлуките или знаат да не влијаат емоциите во некои одлуки кои сме ги донели? За разлика од мажите. Да, се согласувам, тоа е така, дефинитивно, и тоа е голема предност на нас жените. Заради тоа што ние сме емотивни и поседуваме голема емоционална интелигенција. И тоа е многу важно, заради тоа што ги гледаме, за разлика од мажите, од многу подруг аспект сите работи и сите проблеми. И пристапот ни е сосема различен. Токму заради тоа се бориме за таа родов баланс и родова перспектива. Да биде исто таквото, 50-50%. Така е најдобро. Не е зашто е најдобро да има повеќе жени, туку да има колку што има мажи, толку да има и жени. Заради емоционалната интелигенција, заради аналитичната перспектива наша на жените, заради емотивниот дел, во кој што ние буквално од секој можен аспект го разгледуваме проблемот и начинот на негово решавање, мислам дека сме многу поголема додадена вредност при решавање проблемите и при изнаоѓање на решенијата. А тоа на крајот на краиштата е најважно. Кога има одреден предизвик, да се изнајде заедничко решение. И заради тоа жените, јас пак ќе кажам, како ученички сме биле можеби со поголем успех, не знам дали е случај, но обично е така. Основно, средно образование, за учење зборувам, студенти исто, можеби и поуспешни, зависно од факултетот, но обично жените се. И заради тоа, кога ќе дојде моментот кога треба да една жена се соочи во општеството и тој успех заради како круна на сето тоа што го вложила во своето образование и заради сето тоа што го поседува, доаѓа момент кога жените се за застапеност на раководни функции од 12%. Тоа е тоа што нас не тера да бидеме уште поактивни и уште поупорни и уште поборбени и храбри, да тој процент го зголемиме. Заради тоа што сме во текот на цел живот и образование сме вложиле многу и кога ќе дојде моментот да стигнеме до тој успех, го имаме помалку во. Јас сепак морам да контрирам, да? Јас сакам само во еден момент. Мислам дека секој човек ја поседува емоционалната интелигенција и мажите имаат доста емоционална интелигенција, но нивното его не им дозволува да може да биде во преден план. Тоа се учи и мислам дека тоа треба да го мотивираме. Кога вложуваш емоција во сето тоа што го правиш, можеш само да бидеш поуспешен вани. Ако си дозволите вие да размислувате преку центарот за емоција, а не врз база не на машката суета, машкото его. Не на инстинкт. Мажите повеќе се инстинктивни. И тие реагираат инстинктивно на работите. Ние, жените, знаеме да ги изанализираме, како што рече колешката, и да ги примениме. Подолгорочно гледаме на работите и затоа имате повеќе решенија, вие бам. Точно. Или беше зборо. Импулсивни. Се сеќаваш пред неколку подкасти кога ти кажа дека мажите се поимпулсивни од жените? Инстинктот дозволува првично да одговорат веднаш она што прво им паѓа на памет. А ние малце размислуваме. Мора да се согласите. Јас навистина сакам и реков и капа симнувам и дека повеќе сестрано размислувате.
Кога ќе ми се кажат квоти, некако се нервирам. Дали се уште не сме созрена колку општество? Мора ли да имаме квоти 50-50 пратенички? Па, за почеток мора, кај нас. Мора. Дали заради тоа што сме тако, како тој балкански менталитет? Или Затоа пак... што многу бавно одат работите и на тој начин би можеле да ги забрзаме. Ги забрзуваме со квотите. Значи, кога веќе има квота, ние размислуваме кои капацитети, компетенции ги има една жена за да може со 50% да влезе на листа како советничка или како пратеничка. Нашата желба е да има и што поголем број жени градоначалнички, затоа што се релативно малку во однос на мажите. Зошто не би размислувале во иднина и за жена премиер, и за жена председател, и за се. Вие сте од партиите, вие треба да одлучите. Треба да одлучува квалитетот. Гледаш выборот да помene се поднесе жена за председател. Јас пак ќе кажам, јас живеам за денот кога нема да има потреба да имаме квоти и предрасудите и за мажите и за жените ќе бидат исти. Живеам за тој ден, кога ќе се гледат компетенциите на еден човек, да не одредува полот. Но бидејќи оди побавно кај нас, за почеток мора да има квоти. Коригирајте ме, во македонскиот политички плурализам имало ли жена лидер на политичка партија кај вас? СДСМ и ВМРО? Не. Председател Радмила Шекеров. Беше во еден период, за тоа ми беше. И како е, мислам, подобре со жена лидер на партија или маж лидер на партија? Па како жена лидер, Бидејќи од општо ми 96 покажа реков. дека нешто помалку од мажите. Мислам дека буквално исто. Буквално исто беше. Во однос на капацитетот и можностите, и знаењето и вештините кои што ги покажа како жена. Дури и нас ни беше важно што имаме жена председател. Биле тогаш предпоставка. Да, заради тоа што кога имаш пример жена која што е председател на партија, ти дава можност, ти дава мотивација да можеш и ти да понатаму Повеќе храброст. тежнееш и храброст пред се. Значи кога ќе видиш дека може жена, сите други се охрабруваат, можам и јас. Меѓутоа ова што го спомна Ели, исто така е многу важно. И тоа е нешто на што треба да работиме. Говорот на омраза, социјалните мрежи, мислам дека толку многу имаат последните години земје на подем, што жените ги обесхрабрува, имаат одреден страф да се вклучат во политика токму заради тие причини. Да не пишуваат коментари, да не бидат оцрнети, едноставно ги погодува. И тоа мора да најдеме начин да се санкционира. И почеток, дека е изгубена таа довербата, можеби и од тоа, и на социјалните мрежи. Но сепак, нема да треба да бегаме од одговорноста, дека тоа е одговорност на сите нас. Да, но претпоставувам дека Колева мислеше и на тоа жените знаат да ги искоментираат и за начинот на кој е облечена и како зборува, а мажите не ги коментираат. Мажот е во костум и окей. Меѓутоа жената недолично облечена, така ли се излегува на прес, Само тоа се дебела, коментира, па слаба, па не само тоа. Имавме еден тоа гостин не во е до подкастот, вика довербата. жената се облекува за да ја коментираат низините колешки Другарки, да. и другарки, отколку за партнерот за кој што треба да... За жал, во такво општество сме гледали. Тоа е исто така еден наш голем предизвик, заради тоа што ние едноставно недозволено е за нас да бидеме несредени. Да, Недозволено е да Или бидеме... рече на почетокот дека она критика доаѓа прво од жената. Па така е. Така е. Најчесто жените, ама тоа е и најжално. Затоа што, реков, успешни ќе бидеме ако ги мотивираме и ако ги поддржуваме другите жени. И ако има нешто кое што е забелешка за неа лично, подобро да ја го кажеш лично во очи, за да биде советодавно. За да биде советодавно, отколку да биде зад грб или отколку да биде јавно. Мислам, најчесто овие коментари кои што нас не болат, не зборуваат за нас. Зборуваат за луѓето кои што кои што ги даваат коментарите. Затоа што тие не познаваат, прво, не знаат каков живот имаме ние, со што се соочуваме секојдневно, какви предизвици имаме, колку сме се спремиле за, например, за една емисија, или колку сме се спремиле за една точка, колку сме читале во текот на денот, каква жртва имаме направено за например, за конкретна ситуација, а коментираат. Така да,
Меѓутоа ќе мислам дека се менуваат работите и преку лични примери мислам дека можеме да подобриме таа ситуација. Со такви едни разговори, подкасти, нека биде тоа апел и до сите жени да не поддржуваат жените, да се поддржуваме Има уште една неколку со друга прашања и кои што би сакал да ги поставам. Дали тоа што сте жена колева политички повеќе добивате или губите во животот? Дефинитивно мислам дека добивам повеќе. Губам дел од времето за социјален живот, губам дел од времето на кое што лично би можела да си посветам внимание, меѓутоа добивам многу голема сатисфакција да ги менувам работите на подобро, а тоа било, еве да кажам, моја голема желба уште од најмали нозе. И тоа што сме го научиле ние низ политиката, тоа што сме го осознале, тоа што сме го направиле за да промениме, барем за почеток од околината околу нас, потесна, па и поширока, па и регионот, па и цела држава на крајот на краиштата може да имаме одредено влијание, мислам дека многу повеќе добиваме отколку што губиме. Панова, дали постојат моменти кога сакате да се откажете од својата функција? Не. Кога ќе дојдат тие моменти, веројатно ќе се откажам. Сега за сега мислам дека имам уште многу да вложам во политиката, во исто време имам некои своји мотиви, особено околу самохраните родители. Сакам да, после некое време, бидам задоволна со сама себе си, дека сум помогнала да може да ги подобриме условите за живот и на оваа категорија на лица. Генерално недефинирана нивната, мислам, недефинирани се согласно законот за семејство, се соочуваат со големи проблеми. Јас сум таква жена, самоохранен родител сум и во исто време еден мој предизвик да можам да помогнам таму каде што можам да помогнам. Да се изборите и за својата категорија што ви ќе се избориме. Така да не мислам дека зависат работите од секој поединец. Меѓутоа со така. Значи битно е да има иницијатива. Еве сега заедно со колешката, со поддршка со сите жени, формиравме една група за соработка со самохраните родители, еднородителски семејства. Тоа е почеток за решавање на еден горлив проблем, што на нас како жени ни представува задоволство. Од друга страна, имавме измена во кривичниот законник за насилство врз жените. Така е, значи секојдневно можеме да наоѓаме некои причини кои што нас ќе направат задоволни од една страна, иако поголемиот дел од народот тоа не го знае. Ама кога ќе поднесеме некој амандман или кога ќе видиме одредена забелешка во еден закон и кога ќе го подобриме на било каков начин, тоа ни прави нас сатисфакција во конкретен момент. И тоа ни дава мотив дека можеме да продолжиме да ги променуваме работите на подобро. Да, ние не смееме да дозволиме една жена, па макар и во семејството, во кругот во кој што живее, да биде незаштитена и да биде жртва на семејно насилство, а во исто време да не може да излезе од тоа насилство заради економски причини и заради ред други причини, заради нерешен стамбен статус или место на живење. Ние сме тие кои што може тоа да го промениме на еден начин на кој што може да обезбедиме барем за почеток да може да се стекне со основни финансиски средства, да започне свој живот, меѓутоа да биде заштитена и во делот на заштита од насилникот и во делот на решавање на стамбениот статус. И тука, во делот на оваа интерпарламентарна група што сега е направена и во делот на законските измени, ние сите тие предлози за амандмани и законски измени ги добиваме од самите жртви. Значи тие приказни ние што ги слушнавме од нив, навистина ги носиме како товар заради тоа што бараме начин на кој што ние може да им помогнеме нив. И тоа сме слушнале од неколку жени, а сигурно има и поголем број кои што тоа го кријат. Или пак не го препознаваат. Ама кога ќе го слушнат од една, друга или трета жена, тие веќе го препознаваат дека тоа истото и нив им се случува, па макар да било и психичко насилство кој што го трпат. Ниту една жена не треба да трпи. Треба прво да го препознае тоа насилство, да го пријави, а потоа со законски измени да биде заштитена. Тоа ќе биде доколку секако сите институции,
си ја сработат својата работа и на крајот на краиштата секоја жена заслужува да живее И достоинствено. морам да кажам дека кога станува збор за вакви прашања, и во рамките на клубот на жени пратенички и меѓу нас како пратенички без разлика од која политичка партија доаѓаме. Има консензус, има соработка. Кога станува збор за женските прашања, еве колешката е тука и може да каже. Секогаш сме расположени во и наша намера за да помогнеме постои. Единствено нешто кое што ни е кочница се парите. Ако дојде момент кога треба одредена работа ако зависи од буџетот. Тогаш веројатно поради буџет, поради финансиски средства не може се да се обезбеди, но имаме консензус кога станува збор за женските прашања и мене ми е многу битно и ми е задоволство тоа што имаме стартна основа врз база на која што треба да работиме и може да работиме. Колегата некако ме гледа така Не, на криво, мене ми си е било вака размислува. кога да слушам, едноставно Убаво просто ни не е, можам од да женска поверувам перспектива дека се имаме од СДС разговараме. од дома. Да, ама ние, значи, согласни, кога станува да, збор за најбитно се политики, согласни, кога да. станува збор за мерки, кога станува збор за ставови, за одредени прашања, ние можеме сега веднаш да се скараме. Не е ништо спорно. Добро. Ама кога станува збор за женските прашања, морам да речам дека сме согласни. Не знам зошто Ова ќе го тргнам едно sad. прашање тука не ли те заинтересира да прашаш кои се подобри политичари, мажите или жените? Мислев дека ќе го праша, но некако прекјути на тоа прашање. Кој е вашиот став? Зависи во кој контекст се размислува во делото подобар. Како што Поодговорни се жените. Беше, кој е критериумот за успешен? Поодговорни се жените. Поодговорни се жените. Аз се Тоа согласен. може да се види од самите седници комисиски и од парламентарни. Најголем број Присутни. од присутните се жени, најголем број од говорниците се жени. Така. И мислам дека во делот на одговорноста од почеток до крај навистина покажуваме, поготово на Комисијата за финансирање и буџет, каде што сме многу број на денови едно по друго присутни, разговараме за секакви теми, ние сме навистина одговорни. Политичари во контекст на Кажи колку нешто може и да за ги убедиме мажите, граѓаните, нешто да ја колку облажиме може. работата со Дефинитивно колегите. учество треба. Учество треба и на едните и на другите. Мојот став е дека одговорноста е најважна пред се, а не полот. За политика. Да. Комисија за финансирање и буџет, ако не се лажам, членувате? Јас сум заменик координатор, не членувам во Аха. оваа комисија, Која- меѓутоа секогаш сум таму Па присутна, за тоа така да сум ве видел. Знаете, може ли да се присетите за нешто што сте контролирали една неделя? Вака слушајќи ве, добивам дека сте во коалиција. Не, имаме различни, веројатно имаме сакам да ве различни скарам малку, да видам домени. како тој пратенички дух. Не, јас сум правник по вокација и најчесто моите теми се правосудство, корупција, во Комисијата за политички систем повеќе придонесувам за разлика од Комисијата за финансирање и буџет, иако од свој аспект го гледам буџетот, правам анализа, правам амандмани, во зависност од тоа што сметам дека е потребно. Од друга страна, можеби ние па и не сме си реплицирале една на друга воопшто до сега за овие 4 години, веројатно заради тоа што имаме различни фокуси, различни домени на работа, меѓутоа зошто е толку спорно да се согласиме за работите ване. Одлично е ова да имате заеднички сваќања и мислам да се подржувате едно со едно. Мислам дека Не, но ако збориме за реализација на програми, ако зборуваме за вакви работи, ќе сигурно нема да се согласиме. Меѓутоа сега збориме за женска тема, така да. Вие одговорите? Апсолутно власт. Кој е крив за корупцијата? Вие ќе одговорите? Се што изминатите години се правело, и стратегијата која што се водела е дефинитивно во делот на санкционирање е многу важно, делот на водење на државата изминатите 30 години зборувам. Треба континуитет. Знаеш што ме интересира вие како политичари ве гледаме само пред говорница, има жестоки расправи и завршува седницата, излегувате надвор на пауза на кафе. Како се однесувате Тоа таму? е исто кој ја и ти се караме за време на работа. Не мора А да за значи, камерите е видете се друго. вака. Значи, ние не сме непријатели. Да.
Можеме да се скараме кога станува збор за работата и навистина ние ги зборуваме работите кои што ги мислиме. Значи, кога ќе речат, вас некој ви ги пишува текстовите или не знам каде ве спремаат за ваква реторика, ваков речник, за да ги кажувате тие зборови. Не, секој од нас сам се спрема. Секој има свој белек начин на однесување, начин на зборување, свој личен речник, на различен начин ги изнесува своите ставови. И генерално ние тоа го мислиме што го збориме. Кога ќе излеземе надвор, ние не сме непријатели, ама па и не можеме да кажеме дека буквално сега ние си одиме по дома, по ручеци, нагости или така. Значи не, значи не сме непријатели, еве вака ќе седнеме, се почитуваме на крајот од денот таму, тоа е наша работа. Ние сме таму на работа. На крај, ама ние сме заедно во иста просторија, тука сме. Не значи дека ќе седнеме заедно, ама па и не е ништо спорно да седнеме заедно да испиеме едно кафе. И верувајте ми, таму каде што има разговор. Еве, досега една од главните забелешки кои што сме ги имале на власта е тоа што не прави консултации кога станува збор носење на еден клучен закон. Ако правеле консултации или ако дошол било кој министер или заменик министер, го отворил законот пред нас и рекол, кажете ни забелешки конкретно на овој закон. Да имплементираме тоа што е ваша забелешка, да го направиме, да го подобриме законот, да усвоиме заеднички амандмани. Сите такви законски решенија поминале. Сме се спротивставиле и сме се карале и сме се расправале од говорница, најчесто за законите за кои што немаат компромис. Најчесто законите за кои што биле пикнати со европско знаменце во скратени постапки, каде што немаме право да дебатираме, ни ускратено правото на дебата, ни ускратено правото на поднесување на амандмани, усвојување на амандмани, затоа што генерално таквите закони знаеме дека мора да поминат на брза лента и ние не можеме да ги подобриме. Таму имаме несогласување. А кога има компромис и разговор, кога имаме компромис и разговор, тогаш одат. Не работи сега морам да кажам искрено, ама тоа е ќе преминуваме малку на политика, колега. Еден начин, мораме понекогаш така да донесуваме закони заради тоа што па имаше нели активна блокада, па неактивна блокада. Ама сега колешки само што признавте дека вие ги ставате европските знаменца на законите само заради процедурата, а не заради суштината. Па заради тоа ни се забелешките од Европската комисија. Сега треба да бидеме реални и кога се прави нешто, ако се прави со добра намера, со компромис и со отвореност на дебата и на прифаќање на забелешките, тогаш би било подобро за сите. Да. Јас само да кажам Комисија за финансирање и буџет. Сакам нешто и приватно да ве прашам, уште има. Ова е интересно станува. Ама не, реално, значи ние отворено зборуваме за работата на Комисијата за финансирање и буџет најчесто буџетот го знаеме колкав е и сега треба да се распредели по министерства, по институции, по локални самоуправи, значи буквално навсекаде. И сега кога почнува опозицијата да дискутира, ништо не направивте за студентите, ништо не направивте за пензионерите. А ваму гледаме дека 17 милиони евра за субвенциониран студентски оброк е воведено пред 3 години и сега сумата се зголемува и сабота се воведе, еднаш неделно се воведе и сега почнуваме за тоа и можеби и цел ден има амандман поднесено и цел ден се расправаме и сега тоа ваму се одвоени 17 милиони евра за цела година, а ваму слушаме ништо не направивте, ништо не направивме. Значи нешто сме направиле, не е нула денари. Опозицијата е таа кој што мора да биде. Така е, ама тоа е тоа што се расправаме. Не е добро за демократијата. Да, нормално. Заради тоа што тогаш власта би била своеволна и никогаш не би. Ако дадеме на студентите, мора повеќе да дадеме таму, мора некаде да скусиме, за да намалиме. Ако некаде намалиме, па таму почнува напаѓањето и мора да се прави и таму баланс. Не може на секаде да се даде и нема крај тоа. Секаде максимално сакаме да дадеме, но толку е буџетот. И мора да се трошеше на криминални тендери и инаку ние на локалните самоуправи имаше пари за се. 560 милиони евра на локалните самоуправи, буквално сите и на општина Струмица има поделено на другите општини, така да тоа е многу добро. Не сакам. Не, јас имам уште неколку прашања за политиката, ама на крајот ќе ги оставиме. На крајот ќе ги оставиме, да. Сепак
како што и кажавме, мора да се има спротивставени ставови за на крај да се изнајде најдобро решение и да има напред. Па и тоа е демократијата, секој да си го каже своето и да го почитуваме и противно Добро е што ме имаме интересира. демократија, мене ми е Да. тоа најголема чест. Што откако е на власт Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, стигнавме до тоа ниво да може секој да си го каже своето мислење. Но имаме и слаба страна во делот на демократија како општество, заради тоа што во одреден сегмент таа демократија има структури кои што ја злоупотребуваат. И тука е тој говор на омраза, тука е тој дел во кој што демократијата се злоупотребува. Инаку вака треба да биде, да може секој слободно да зборува каже, и да. да нема после тоа последици за тоа што го кажал. Мора да има, види, последици да си го каже. Значи, секој да си го каже, но да биде аргументирано. Точно, факт. точно така. Но и да Но и има со одговорност очи, за да. сето она што им го има каже. треба да биде. Одговорноста потврдуваме. Така е. потврдуваме. Мојата реплика само што е. Да. Ме интересира како личности, спомна дека не си мирна, така, смирена личност. Како би се дефинирала ти во три збора? Како личност, приватно? Упорна, храбра и мирна. Мирна. Панова, како ќе се дефинираш? Одговорна. Веројатно, јас не можам да се кажам дека сум мирна. Добра опозиција. Па веројатно и да кажам дека сум Така, Ја мирна. ќе бидете во власт, тогаш ќе малку биде. потешко. Не сум сигурен, сте биле во некогаш пратеник во опозиција или само Не, прв мандат. Прв мандат. тие што се биле и таму знаат дека е многу полесно да се биде во опозиција. Веројатно упорна и едноставна. Јас сум многу едноставен човек. И мислам дека токму тоа ми е голема предност. Заради тоа што лесно можам да се прилагодам во секоја средина. Не ми е проблем да испијам кафе со секој, во исто време да го слушнам мислењето од другите и да врз база на тоа да изградам одредени мои ставови. Мислам дека обичен човек, како да кажам, тоа едноставноста ми е дополнително. Да. Што може да те изнервира? Има ли нешто? Неодговорност, неточност. Знае да ме изнервира, особено оставаат да чекаме или одложуваат една комисија за после 2 часа. Ние сме тука. Тоа е неценење на другиот. Непочит спрема другите. Значи, тоа знае да ме изнервира и најчесто тоа е нешто на кое што не можам да влијам јас. Односно, треба да се научиме да живееме со слабостите на другите луѓе и едноставно така ќе може да се смириме или едноставно да не реагираме импулсивно. Да. Колева, има нешто што може да ви извади од такт? Не. Дефинитивно не. Значи, Да јас се можам со изнервираш стати во да секунда, чекам. да, Јас нема? можам со стати да чекам. Баш и во Скопје гледам реагирате вака на семафори кога се чека, реакција има, свират, брзаците. Мене не ме нервира ништо од тоа. Апсолутно ништо. Е такви моменти кај што жената се става во подредена улога и кај што префрлаат ти заради рече тоа овој што со да, жена? само во тој случај можам да се изнервирам. Друго во контекст на работата и во домашните обврски, и во сите обврски што ги имаме во текот на денот, не може ништо да ме изнервира. И тоа се покажало дека е моја голема предност. Заради тоа што не реагирам импулсивно, секогаш размислувам пред нешто да кажам, како да го кажам, во кој контекст, внимателна сум многу внимаваме и работата ни е таква, ама и мора буквално на се да се внимава и го сметам тоа една од моите најголеми предности што сум смирена. Да. Колега? Рековте дека во градината сте доста активни. Друго хоби има Даниела? Да, па и пешачам, имаме убави предели околу град Кавадарци, кај што може да пешачам. Сабота, недела, обично пак исто околу 3-4 сати трае. Тоа кога е убаво времето, сам да прочитам и добра книга, слушам музика. Пеете? Многу ретко. Многу ретко. Главне се допаѓате? Па не знам, сакам повеќе да слушам музика.
слушам музика, тоа ме релаксира. Знам и некои песни, а дека нешто пеам, такви работи. Панова, хоби? Дали има време, прво не прашаме за хоби, гледаш. Тогаш кога има Татула, време. Струмица, Скопје, исто и Во колеба, понеделник одам за Скопје најчесто во текот на утрото, од 7,5 часот тргнувам. Вторник, среда и четврток вежбам од Сабајле. Односно се трудам да Во теретана или како? во теретана, затоа што имам една теретана која што е непосредно, мислам, веднаш под зграда и ми е многу блиску и тоа што едно време Свети Илија, односно уште во недела сакам да одам на трим патеката Свети Илија и тоа е една од работите кои што нака ти даваат те релаксираат и од друга страна те полнат со живот заради тоа што така се расчистуваме со мислите, сме смирени и според мое мислење е дека вежбањето, трошењето на таква енергија ни дава дополнителна сила во текот на работниот ден. Тоа знам да го правам. Генерално после во текот на денот немам некое време кое што би го музика правила. слуши, знае ли да подпевнува? Апсолутно, пеам најгласно на свет сама кога сум во кола. Што? Зависи што има пуштано. Слушам се. Омилено ми е да седнам со мое друштво и некоја староградска струмичка песна. Во Струмица на улица? Во Струмица на улица. Бија Мојот запеени сега? дедо, не, никако. Мојот дедо едно време беше во Распеани струмичани. И од таму имам ги познавам песните кои што се стари струмички, староградски убави песни. Ќе биде Според Панова мене, повторно не е така на како што листата треба. на ВМРО ДПМН за следните парламентарни избори? Се прават внатре-партиски анкети. Тоа го знаем. Искрено да ви кажам дека за тоа се уште ниту шпекулирам, ниту би зборувала, заради тоа што тоа е одлука која што треба да ја донесе раководството на партијата. Доколку сметаат дека можам да одговорам, би ме ставиле, јас имам што да понудам. Би прифатиле, се уште, апсолутно. Доколку смета мојата матична партија дека треба да ме предложи, би прифатила, иако не настојувам по секоја цена. Мислам, сето тоа што сме го направиле изминатите 4 години, мислам дека доволно сме покажале што може да дадеме ние во контекст на политичка работа и во собранието како пратенички. Заради тоа сметам дека апсолутно сум растеретена во тој дел и ниту се борам, ниту настојувам. Тоа што сум го покажала, сметам дека треба спроведените анкети и веќе самото раководство да си донесе одлука. Дали треба да бидам јас, сепак тука имаме... Што значи политичари? Коалициони партнери, имаме голем број, листите се изготвуваат, имаме 50-50 мажи и жени, тоа мора да се испочитува. Ама не е само пратеничката функција. Значи, има многу други добро, работи во следното прашање за тоа. Поставувам, да. Поентата ми беше дека не мора да значи дека ние можеме да придонесеме во политиката само од аспект на пратеници. Јас што и да ми дадат за задача, Тоа е законодавниот дом. значи би можела да го Донесете исполнам. одлука да бидат 50 квотата на пример за жени на советнички листи, тоа мора да се почитува. Вие ги носите законите. Така. Ако ви понудат, ќе прифати Колева? Да. Добре. Најголема желба на Колева од делот на политиката поврзано со жени. Дали сакате да имаме жена премиер, жена председател? Доколку поседува одредени компетенции кои што би биле потребни за жена премиер и жена председател, која што би била фокусирана, која што би била лидер, која што би била некој со кој што сакаме ние да се поистоветиме, например да се видам јас во таа жена, браво да кажам и јас сакам вака да работам, дефинитивно да. Панова, дали би се нафатил да бидете министер? Не сум размислувала на таа тема, искрено. За правда? Со оглед дека сте најгласно за корупција. Далеку од тоа. Значи, личните желби не можеме да ги ние сами да си ги кажуваме дека еве сега јас имам амбиција да станам министер и дека ќе работам да бидам министер.
во констелацијата на како што е моменталната политичка ситуација, во буквална смисла ќе работам сето тоа што партијата смета дека можам да го сработам и ќе биде најдобро за неја да го сработам. Мојата цел е да ја смениме моменталната власт, затоа што знам дека ВМРО ДПМН има голем капацитет и кога станува збор за луѓе и кога станува збор за политики. Сметам дека државата ќе оди во многу подобра насока, дека мора да дадеме шанса да луѓето ги вратиме во Македонија, младите да престанат да се селат, да направиме буквално едно подобро општество за сите, заради тоа што ова им го должиме на нашите деца, ако ништо друго. Значи не ви сакате да бидете министерка, туку како ќе одлучи партијата, така? Апсолутно, апсолутно. Кога стана збор, односно прашавте нели за лидер, Жена. Да се изборите, еве сега на пример, на местото на Мицкоски. Не, вие рековте дали се согласувате за председател жена Па добро, или имате вие сега кандидатите. И сега тука мене на пример што ми смета. Сега морам да си кажам реално. Значи збориме проформа, а не збориме со дел. Ако имаме кандидат за председател на државата кој што е жена, кој што е од габарит како што е моментално Гордана Силјановска-Давкова, и ако збориме цело време дека нели треба да им дадеме шанса на жените, тогаш колешки треба малце ни женски аспект да ги гледаме. Значи женски аспект треба да ги гледаме работите и да им дадеме предност на жените. Квалитетот, па ретки се луѓето кои што имаат квалитет како. Јас во моите прашања пак повторно ја разбрав. Ти некако ја заврте на политичка. Ама не е политичко, ова се прашање. Што јавно Знаеш, се збориме дека треба да дадеме личен пример и дека треба да се солидаризираме со жените, да им дадеме предност на жените, жените многу можат повеќе така, вака, онака. На крајот од денот имаме кандидат за председател жена и сега викаме, ама... Сега, види, Ели, не сме во кампања сега ние да агитираме дека треба да за едниот кандидат. Затоа некој одлучат граѓаните. Мене, знаеш што ми остане интересно? 96-та година, 96-та година влеговте во политиката. Да. И вие 2006, ако не се... Значи 2006 завршив факултет. Претходно сум била УМС, значи... Не знам која година беше. Ние одговоривте на прашањето зошто? Зошто влегува? Да, зошто? Зошто? Зедовте да влезете во политика? Заради тоа што сум се почувствувала во тој момент, уште како средношколка, дека моите принципи, вредности, верувања соодветствуваат со социјалдемократските вредности, верувања и со се она што значи социјалдемократија. Например, начинот, пристапот на работа на нашите две партии се сосема различни. А во тој период власт беше СДСМ, така да вести. Социјалдемократијата во тоа што начинот на кој што работиме, на кој што работиме со младите. Пак се треба да се скараме. Се почувствува, не, прашањето е зошто вие влеговте во партијата? Апсолутно заради тоа што сметав дека можам да придонесам во тој момент. Уште како студент учествував во УМС. Значи, Унија на млади сили даваат идеи, мерки кои што се наменети за младите и така да... заради вработување. Обично велат дека влегуваат во партијата за да добијат партиска книжка, да дојдат до вработување. Тоа не беше прашањето. Апсолутно. Мојата струка е дефицит, дипломиран професор по математика и магистар по менеджмент на човечки ресурси. Така да јас дипломирав и утре дента веднаш барам математичар на 10 места, така да може да чекам за решение 6 години. Така, јас баш сакав да прашам што би биле ако не сте пратеник. Јас работев 10 години тука во акционерско друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор во Струмица. Таму бев правник и да ви кажам искрено, правото е тоа кој што го работам и особено деловното. Магистар сум по деловно право. Деловното право ми е она што ми лежи. Меѓутоа се пронаоѓам и во некои други делови од правото во меѓувреме. Тоа што работам апсолутно. Кривично ми беше во 4-та година, тогаш бевме по друг систем, од 1-та до 3-та учевме сите исто. Во 4-та година одевме на некој смер и јас се запишав кривично, заради тоа што тоа што ми беше интересно. Меѓутоа, апсолутно правото е тоа кое што сум го сакала и... судија утре задутре?
Па ване не одат така работите. Добро прашање. Значи, треба да се заврши академија за суди, јавни обвинители, од друга страна, оние кои што, ако е вистински онака како што треба да биде, тогаш политичарите треба да ги тргнат рацете од правосудството. Да. Дефинитивно Математик, бев професор, Професор. бев и директор последните години, пред да станам пратеничка, но имам една идеја која што мислам дека би ја реализирала после пратеничката функција, тоа е отварање еден голем едукативен центар, кој што ќе имам прилика и со Американска амбасада во делот на изработување на проекти да добијам поддршка, во делот на неформално образование, меѓутоа можеби и природни науки да вклучам и други работи. Имам како идеја нешто што сакам да го реализирам и што му е потребно на мојот град. Токму тоа сакав да го кажам во контекст на Кавадарци. Можеби се градат улици, тротоари и тие работи, но суштината е да направиме едно подобро место за живење за нашиот народ. Тоа значи дело да ги анимираме младите, да се посвети внимание на спортот, на неформалното образование, на она што име компјутерски техники, се она што го бараат, го работат во одреден сегмент невладините организации и тоа, но мислам дека такво нешто немаме, мислам дека има во Струмица и се воодушевувам на сите нови работи кои што ги имате во Струмица овде и како просторијата во која што седиме сега. Кавадарци го нема тоа. Да. И јас ќе работам на тој Јас дел. морам да го прашам колегата дали му разјаснивме успешни жени. Да. Што значи? Да. Ми ја Сега разјаснивте, јасно ти е. ми разјаснивте. Што иако значи се уште- успешни се уште го жени, мислам, каде е таа храбри летвица жени? или каде е тој критериум, односно степенот. Затоа почнав јас со тоа реплика на твоето прашање. Да. За крај само ќе ги замолам еден совет за млади. Да, за младите. Сите оние кои што сакаат да се бават или со политика, или на крајот од денот да било кој Совет за бизнес младите. да го започнат. Не мора да биде поврзано со совет за политика, младите, да но ни советот дадете. за младите. Јас би кажала дека не сме да се плашат од предизвиците. Треба да се обкружат со луѓе кои што ќе им дадат поддршка и дека сето тоа што ќе го зацртаат може да го успеат само со силна волја и работење секојдневно на самите себе си. Така. Колева? Воопшто да не се двоумат, да се вклучат во политика, таму е местото каде што може да ги менуваат работите. И никогаш да не кажуваат не на ништо, особено на сите работи кои што им носат најголеми стравови. Токму тие работи да ги прифатат, затоа што ако ги прифатат тие работи, ќе ги надминат и ќе станат многу посилни и похрабри. Да се вклучуваат што повеќе во политика, со тоа ги мотивираат и другите млади да се вклучат, со тоа ќе можат да ги менуваат работите и иднината на подобро. Така. Јас ви благодарам. Ми беше навистина интересно да разговарам со вас. Се надевам дека и на колегата Ване Трајков му беше интересно. Прашања. Да потенцираш на Морам да го колегата Ване потенцирам, Трајков, затоа што на почеток некако на криво почна да ме гледа женски, успешни, ово, она. Но мислам дека убаво ти одговоривме на сите прашања. Да. Благодарности од моje име, што бевте дел од овој подкаст или својкаст на Биди свој, многу успех на било кое поле, нека не прашат партиите дали сакате да бидете повторно пратенички, да ве видиме повторно во пратеничкиот состав после освита. Благодариме. Благодарам.